Имаме еден пример, ова што почитавме, на семејство кој е посветено на Бог, кој оди редовно на богослужби и ги извршува они работи што Бог ги бараше, заветите, даренијата, десетокот и така натаму. И сепак тоа семејство имаше сериозни проблеми. И вистината дека и посветените луѓе имаат проблеми, и посветените луѓе војуваат. Може да се создаде впечаток, така наблюдувајќи се околу нас, наблюдувајќи ги верните луѓе, може да се дојде впечаток како на останатите верници седиме добро, совршено, се смееме, се гушкаме, се радуваме и мислиме дека сите останати живеат прекрасен живот, меѓутоа само ние како христијани, само јас имам проблеми. И за жал има и христијани, т.е. учители, проповедници, кои проповедат дека ако имаш едно живо заедништво со Господ, ако си посветен, ако имаш вера, нема да имаш проблеми. Туку постојано секој ден твоето општење со Бог ќе се насладува со благодат пред благодат, благодат пред благодат, благослов пред благослов и само убави работи. И тоа не е така во реалноста. Гледаме дека и ова семејство имаше проблеми. И дотаму толку беа проблемите сериозни, што гледаме во еден момент кога беше службата, кога беше пренесувањето, кога беа во храмот, во Божјото присуство, жената не можеше да издржи, па напушти се и надвор плачеше. И сопругот требаше да отиде надвор, тоа е исто како некој до толку сега да падне така, кажеме со духот, да излезе од службата и да плаче надвор. Плачеше и мажот ја утешуваше, меѓутоа жената ја прашуваше и дури не можеше да разбере зашто толку тагува. И ја прашуваше, зар јас не ти значам да плачеш? Значи, станува збор за семејството на Елкан, кој имаше две жени. И тоа беше причината во крај на верен проблем. Тоа што имаше две жени. Во Стариот Завет Бог го толерираше многоженството, полигамијата. Иако тоа не беше неговата воля. И ако ги следиме семејствата во Стариот Завет, видиме дека во еден голем број случаи причините во семејство беше беа токму многоженството или имањето на повеќе жени. Бидејќи тоа и не беше Божјата воля. Бог уште на почетокот одреди еден маж, една жена. И во случајот со Елкан тоа беше причината за војната, конфликтот во семејството. Имаше две жени, Пенија едната и Ана. Пенија имаше деца и тоа беше сигурен знак за благослов од Бог во тоа време, додека Ана беше бездетна. А пак Елкан повеќе сакаше Ана, бездетната, и тоа уште повеќе му се уструваше конфликтот во семејството. И кога одеа во одреденото време во храмот, во Силом, да принесе дарови и да принесе жртва, за да некако ја компензира тагата кај Ана, Елкан повеќе дарови даваше, во некои преводи пишува храна повеќе на Ана, а пак тоа уште повеќе пак создаваше во фамилијата кај Пенија завист, така што таа ја провоцираше. Додека јадеше, Ана и одеше и велеше, да, ти имаш повеќе храна од мене, ама јас имам повеќе деца. И тоа кај Ана предизвикуваше горчина, тага, и во еден момент таа отиде да плаче надвор. И Елка не смируваше и рече, па зар јас не ти значам повеќе дури од 10 синови. Ана кјутеше и единственото што може да си го поставуваш како прашање, зашто јас која сум од целиот гледам дека Ана беше посветена на Бог. Повеќе од Пенија. И сепак Пенија имаше деца, Ана немаше. Била сериозна ситуацијата. Елкан не знаел кога ќе се врати дома што ќе најде. Дали ќе најде конфликт или мир. И ако има мир, кога ќе се појави новата искра, која ќе доведе до нова војна, нов конфликт.
И што се случува во целата таа ситуација? Оно што можеме да го видиме најпрви е дека таа ситуација и таа состојба на Ана ја притисика самиот Бог. На две места во текстот пишува дека Бог ја затвори утробата на Ана. Например, во 5 стих пишува: а на Ана пак и даваше двоен дел, зашто таа немаше деца, а и ја сакаше Ана повеќе од Пенија, иако Господ ја беше затворил утробата нејзина. Соперничката нејзина многу жестоко ја раздразнуваше за да ја натажи, поради тоа што Господ ја беше затворил утробата нејзина. Сигурно имало некој медицински проблем кај Ана. И ако Ана живееше денес, лекарите ќе утврдиле, ќе дале диагноза. Тоа е причината. Во секој случај, таа медицинска причина, која во тоа време не ја знаем, била предизвикана од Бог. Бог направил така Ана да биде бездетна, бесплодна. Зошто се случува сето тоа? Ке видиме со текот на времето дека Ана беше таа која бараше од Бог. Ана беше таа која си го завети детето пред Бог. Ана беше таа која го прослави на крајот Бог на посебен начин. И Ана беше таа која ги задлабочи, продлабочи своите односи со Бог. Пенија не беше таа која се молеше. Пенија не беше таа која бараше така со солзи. На едно место пишува дека Ана си го отвори и буквално си го истори, си го излеа срцето пред Бог. Ана влезе во длабоки заветни односи со Бог. А причината сето тоа беше проблем, што Бог го создаде. И можеме да кажеме дека тој проблем, всушност проблемите, се еден вид дар од Бог. Тие ни се даваат поради неговата милост кон нас. И во тоа Бог да направи нешто посебно, нешто специјално. Ана беше попосветената. Од целиот текст може да видиме дека Ана беше попосветената. И Ана беше таа која имаше проблем. И тук го гледаме оно јасно принципи во Евреите 12:6, дека Бог ги дисциплинира, или Бог воведува дисциплина во животот на оние што ги люби, на своите деца, на оние што ги сака. Проблемите или војната во која што ги не воведе Бог е Божиот благодатен, милостив начин за да обликува во нас нешто посебно. Да го обликува образот или ликот на неговиот син во нас. И тоа го гледаме многу јасно во овој текст. Ана имаше проблем. Проблемот беше даден, многу јасно кажано, од Бог. Во тој проблем Ана дојде поблизу или порасна така во своето заедништво, близината со Бог. Како? Така што проблемот што го имаше, преку молитва го предаде, го представи пред Бог. И тоа е всушност молитвата. Предавањето на нашите проблеми, во војната во која се наоѓаме, во проблемите во кои живееме, предавањето на проблемите преку молитва на Бог. Има многу алтернативи, секогаш, кога во секоја ситуација има многу алтернативи, многу можности да избереме. Молитвата треба да биде секогаш првата алтернатива. За жал, не секогаш е така. И во случајот со Ана имаше многу алтернативи. Ана можеше да го обвини Бог и да каже: еве јас сум посветена, а ти, Господи, ми даде проблем, ми ја запори утробата и сега јас страдам. Ти не си добар Бог. Може да го обвини Елкан и да каже: ти ја доведе таа жена, ти си виновен. Ти си виновен за тоа што ја доведе не овдека. Може да прави интриги, да манипулира. Ана знаеше дека Елкан не сака повеќе неа. И можеше да постави ултиматум, да каже: едната мора да си замине. Или јас, или она. И бидејќи Елкан повеќе сака Ана, ќе избркаше Пенија. Може да шири гласини против Пенија и да ствара омраза против неа. Имаше многу алтернативи во конкретниот случај. Меѓутоа Ана
пишува, му се молеше на Господ, тажеше и му се молеше и горко плачеше. Во молитва всушност го представи својот проблем пред Бог. Интересно е како се обраќа кон Бог, веќе во стегнот свитвели. И да заклетва велики: Господи, всемокен Боже Саваоте. Се моли на Господ Саваот. Ова титула во молитвата не се применува многу често во Стариот Завет. Не се обраќаат честопати луѓето како со Господ Саваот. Господ Саваот значи Господ или Господар на силите, Јахве на силите. Тоа значи дека Бог, тоа е една од титулите, атрибутите. Бог е суверен кој господари, кој владее над сите сили. Видливи, невидливи, небесни, земни. Сите сили се во Божјата контрола. Тоа значи дека нема сила која действува без нејното на Бог, без дозволата на Бог. Бог е господар над силите за раѓање. Бог е господар над силите за неплодност. Бог е господар на се. И со тоа всушност, молејќи се на Господ Саваот, Ана многу јасно ја искажува својата слабост и немок пред оној кој има сета власт. Власта да отвара и да затвора утроби. Власт на оној кој решава кој ќе има деца, кој нема да има деца. Многу јасно го става тоа како знаење, како сознање во молитвата Ана. И тоа всушност молитвата во крајен случај. Молитвата е искажување на нашата немокност, нашата зависност пред Бог. Пред оној кој суверено господари со се. Молитвата е средството со кое ние доаѓаме до семокниот Бог. Оној кој е самодоволен. Оној кој влада над се и нема потреба од никој и од ништо. Молитвата и сознанието за нашата недоволност или слабост е многу големо. Потребата од таквото сознание е големо, зашто ние по природа, по грешната природа, сме самодоволни. Ние се забораваме. Во секојдневниот живот, во секојдневието, решавајќи ги рутински секојдневните работи, проблеми, потреби, многу лесно запаѓаме во заблудата дека ние ги решаваме проблемите. А вистината дека ние ништо не решаваме. Бог е тој кој решава се во нашиот живот. Бог е некаде во задното чепче. За секој случај го вадиме од тоа. А во секојдневието ние ги решаваме проблемите. Си имаме стратегии, имаме сили, имаме способности, ние го управуваме животот. И така е до моментот кога Бог ни дава. Тоа е Божјата милост кон нас. Не подсетува колку сме слаби. Ни дава планина од проблем, за да дојдеме кај Него и да кажеме: Господи, ние не сме могли. Во молитвата на почетокот братот Љупчо се помоли, тој се благодари за тоа што ме избавил од знајни и незнајни опасности. Ние благодариме кога Бог, а некој пат и забораваме да благодариме, Бог ни избави од некоја опасност која гледаме, ја согледуваме. Ама секојдневно колку пати Бог ни избавува од опасност која ние ги не гледаме. Тргнуваме по пат и можеби некој ќе ни удри со кола. Бог и дури не го гледаме, тој не може да го биде, Бог го прекинал некаде, го застанал, за да го спречи тоа. Се е во Божите раце. Бог, секој решавање на секој проблем е Божјото решение во нашиот живот. Не го осознаваме. И кога дојде проблемот, тогаш го представуваме пред Бог. И тогаш разбираме, осознаваме дека Бог е оној кој се господари со сите сили. Сите наши сили што ги имаме всушност се под власта, под контролата на Бог. Секоја сила со која действуваме ние, секоја способност е под власта на Бог. Забораваме. И Бог, бидејќи е милостив,
ке ни даде проблем, кој се врткаме, се мачиме, не може да го решим, на крајот ке се сетиме и кажеме: Господи, ти си сема, ке помогни ми. И не само тоа, одиме подалеку. Ана бараше решение на проблемот. Ана бараше решение на својот проблем, на вистина. Меѓутоа, таа не рече само: Господи, дај ми син. Таа отиде многу подлабоко, многу подалеку. Таа рече: Господи, дај ми син, кој ќе изврши, ќе исполни Твојата цел. Господи, семоки Боже Савот, ако погледнеш милостиво кон понизноста на слугинката Твоја и се сетиш за мене, и не ја заборавиш слугинката своја, и дадеш на слугинката своја машко дете, јас ке му го посветам на Господ до денот на неговата смрт. И вино, и жесток пилок нема да пие, и брич нема да ја допре неговата глава. С други зборови, Ана вели: Господи, дај ми син, а јас тој син ќе го посветам на Тебе, до крајот на животот тој ќе ти служи Тебе. Ќе биде Назареј, посветен целосно до крајот на животот на Тебе. Ана бараше да биде задоволена нејзината потреба, она да има дете. И тоа не е себичност. Но за таа нејзина потреба, таа биде и Божја потреба. И се помоли така да биде задоволена нејзината потреба, што Божјата цел ќе се исполни. И Бог ќе биде прославен. Ние треба да бараме според нашите потреби. И дури во Господовата молитва, кога учениците го замолија, помолија Господ да ги научи како да се молат, рече да се молат за секојдневниот хлеб. Хлебот наш насушен дај ни во секој ден. Меѓутоа на почетокот тој почнува со да се свети Твоето име, да дојде Твојата воля, како на земјата, како небото, така и на земјата. Божјата воля, Божјото име да се слави. Божјата цел оди над, или зад нашата цел, подалеку од нашата. Имаме наша потреба, подалеку, натаму, нашата потреба и Божјата потреба и Божјата цел. Знаете, Ана, значи, целта на молитвата, и најдопак говоревме молитвата во духот. Што е молитва во духот? Молитва во рамките на она што духот го открива како потреба, како Божја цел, како Божја намера, како Божје ветување. И точно тоа е целта на молитвата. Не е само решавање на нашиот проблем, за ние да се живееме среќно, радосно, задоволно, што Бог, како што е нели современото христијанство, Бог постои за ние да сме среќни, ние да сме радосни, нам да ни убаво, да се живееме така забавно. И тоа е целта на молитвениот живот. Целта на молитвата е Божјата воля да се исполни, тоа да се прослави. Ана го знаеше времето во кое што живее. Ана живееше во времето на судиите. Времето на судиите. Оваа прва глава на Цари не само почнува како завршува книгата Судии. А книгата Судии завршува со стихот: и секој си правеше во Израел, во Јудеја, она што мислеше дека е право во неговите очи. Тоест, секој си правеше што си сакаше. До таму стигна Израел. Дури во Божјиот дом, таму каде што одеше во Божјиот, тогаш немаше се уште храм, но имаше скинија, имаше ковчег, имаше светаа свети. Дури во Божјиот храм, синовите на првосвещеникот правеа завој, оргии, крадеа од десетоците што луѓето ги носеа во храмот. Крајна корупција, крајен неморал. Во крајен неморал живееше тој народ. И во едно такво време Ана се моли за син кој ќе се посвети до крајот на животот на Бог. Е тоа исполнување на Божјата намера, на Божјата цел. И во еден момент, кога веќе го имаше синот, во втората глава, таа се молеше, тој го спомнува помазаникот или Месијата, оној Месија кој беше ветен уште Адам и Ева, из Мојсей говореше за него,
Та вели Господ ќе ги суди краиштата на земјата, ќе му даде сила на својот цар и ќе возвиши моќта на помазаникот свој, тоест на Месијата. Ана во тој момент, кога уште никој немаше представа за Месијата, во молитвата своја ја има месијанската надеж дека ќе дојде Месијата кој праведно ќе суди, зашто судиите во нејзино време не судеа праведно. Во Израел во времето на Ана беше управуван од судии. Судиите беа корумпирани. И Ана се моли, очекува доаѓање на Месијата кој праведно ќе суди. И видите, таа се молеше за син кој ќе се посвети на Бог, ќе биде посветен на Бог. Незиниот син е Самуил, првиот пророк. Самуил беше човекот кога дојде време да се избере вистински цар, он што го замени Саул, отиде во домот на Есеј, му беа покажани сите синови на Есеј. И тој не бенди нито еден од нив. И рече, нема ли уште некој друг? А има еден таму, ама тој не бива од него цар. Тој не сете го да го види. И го донесе од Давид, овчарчето. И рече, тоа ќе биде царот. И Самуил го помаза Давид. И Давид беше таткото, предокот од Давидовото колено, се роди Месијата. Тоа беше молитвата на Ана. Таа гледаше, таа бараше во молитвата незината потреба. Меѓутоа, дотамо дојде за задоволувањето на незината потреба, што Божјата цел ќе се исполни. Во време кога на Израел му требаше вистински служител на Бог. Молитвата треба да оде подалеку. Да се види, тоа е да се побара задоволување на Божјата цел, на Божјата воля. Молитвата треба да биде во духот. Тоа значи кога се моли семејство кој нема деца, да се моли така што не само да има дете или деца, туку да има деца кои ќе бидат посветени на Бог и ќе му служат на Бог. Се молиме, имаме невработени, често пати се молиме за работа. Но истинската молитва за работа треба да вклучи исполнување на Божјата цел. Тоест, Господи, не само дај ми работа, да имам пари да напредувам. Господи, дај ми работа во која ќе можам да ти слушам Тебе и таму на колегите да им сведочам. И таму да го градам Твоето царство. И средствата што ќе ги добиам, да ги употребам за градењето на Божјото царство. Кога сме болни, се молиме Бог да ни даде здраве. Но вистинската молитва треба да вклучи, Господи, дај ми здраве за да можам да ти служам повеќе. Да можам повеќе да вршам Твојата воля. И многу други работи. Нашите молитви треба да вклучат исполнување на Божјата цел. Не е лесно. И не е лесно да се дадат ветување, како што не е лесно и да се исполнат ветувањето. Лесно да каже, лесно и беше Нана да каже, ќе ти го дадам, дај ми син, јас ќе ти го посветам тебе, но кога ќе дојде времето, тешко да се одбориш. Пишува дека таа го однесе во храмот кога веќе беше одбиено од дојме. По тоа време сигурно 4-5 години ги дојде. Замисли се 4-5 години немаш дете, толку години немаш и најдеш добиваш дете, го гледаш 4-5 години и на крајот го носиш кај во храм, не во храмот, во Божјиот дом, во светилиштето и го оставаш. И крај, повеќе немаш врска, го посветуваш на Бог. И таа пишува дека Бог и даде потоа деца, многу. Меѓутоа, до тој момент таа се уште немаше деца и не знаеше дали ќе има деца. И го предаде, пишува дека го предаде. И кога го предаде, кога отиде да го предаде детето, таа се молеше повторно. И тие први 10 стиха од втората глава се псалм на прославување на Бог. И ако го читате тој внимателно, ќе видите дека целиот псалм всушност сака да каже колку Бог е голем и колку се ништожни оние кои сметаат дека се нешто.
колку Бог ги користи оние кои осознаваат дека се ништо, дека се слаби. Кои осознаваат дека ствари Бог прави се, дека Бог е голем. Ајде да видиме во 7 стих. Господ го прави човекот сиромав и богат, го понижува и го воздига. Од прав го подига, бедниот ни таму веќе. Од прав го подига бедниот, со кал го, од кал го крева сиромавиот. Ставајќи го да седи со големите, а им го дава во наследство престолот на славата. Зашто на Господ Во Господ се столбовите на земјата. И тој врз нив ја утврди вселената. Значи, гледате кој е идејата. Славите, немокните, безплодните, отворените утроби. Господ се прави. На едните дава едно, на другите дава друго. Во крајна мера, всушност, Бог да се прослави преку немокните кои го бараат Него. И всушност, вистината за нашиот неуспех не е во нашата немоки. Обично причината за нашиот неуспех е во нашата сила, тоест во нашата заблуда дека сме силни. Зашто Бог ги користи нашата немоки. Бог ги користи немокните, а не силните подноготници. Бог ги користи оние кои знаат дека се слаби и дека не можат, ја барат Божјата сила. И својата слабост се представуваат пред Бог и бараат од Него. И тоа е целата молитва. Зошто Пенија не се молеше така како што се молеше Ана? Што Пенија имаше деца? Ана не може. Пенија беше мокна. Пенија беше способна. Зошто Пенија не рече: Господи, еве ти едно дете, нека биде Назарей посветено на Бог целиот живот. Ана беше таа која стигна до сознание дека се од Бог и за Бог. Зашто беше слаба. Без Божјата помош не може да има дете. И ако Бог го даде тоа дете, тоа е бидејќи Бог го дал, и тоа е негово дете. И го посвети на Бог. И тоа е, нели, вистината. Тоа е вистинската, тоа е наголемата потреба на верните луѓе. Денес има најразлични курсеви за тоа како да се биде успешна црква, какви проекти, какви организации, како да се биде успешен пастор, како да се биде успешен служител. Многу денес се потенцира менаџирањето. Денес е современ, денес е модерно да се говори за менаџерски тип на пастор. Добро е сето тоа, не е лошо. Но најголемата потреба, најважната задача или најважното сознание кој треба да го има еден човек, тоа како проблемот што го има, како војната во која се наоѓаме, да биде представена на Бог така што ќе биде задоволена или исполната Божјата цел и Бог прославен, како што Ана на крајот го прослави Бог. Со тој псалм. Тоа е успешното војување, тоа е вистинскиот молитвен живот. Така се живее. Тоа е вистинската молитва. Молитвата е кога проблемот ќе се представи пред Бог и ќе се побара здобување на потребата на начин која ќе исполни Божјата цел и ќе го прославиме Бог. Кога Бог ќе одговори. Една таква молитва, како што беше молитвата на Ана, едноставно не може да не биде одговорена. Зашто таа молитва беше согласна со Божјата воля. Зашто Бог го сака тоа. Бог не открил што сака од нас. Зашто да се молиме. И видите, Ана беше една жена меѓу илјадници во Израел. Една жена. Една слаба жена, безплодна жена. Во тоа време
таквите како неа биле сметани са најпроклети. Таа не вреди ништо. Штом не може, штом Бог ја затворил утробата, таа не вреди ништо. И една таква жена Бог употреби да биде благословен целиот народ. И преку Самуил беше благословен целиот народ. Само преку една слаба, немогна жена која го најде вистинскиот начин проблемот да го представи во молитва пред Бог. И тоа ни треба и нас денес. Со сите проблеми со кои се бори општеството. Многу проблеми. Неразлични коментари, реакции, обвинувања. Нам не треба луѓе кои тие проблеми на вистински начин ги представуваат пред Бог, барајќи го вистинското од Бог. Она што ќе ја задоволи Божјата потреба. Нека Бог научи како да бараме од Бог. И сегој, всушност, секоја нешто што го имаме на трпезата во животот, успех, напредок, победа, се од Бог. Бог сето тоа го воздужа. За сето треба да дадеме слава на Бог. И секој проблем што ќе ни се испречи е Божјиот милостив начин да не доведе до Него, да подлабајќи односи, да го бараме вистинското од Него. А тој да се проследи во нашите живот.